најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Преглед на содржините во дневникот. Делегација кинески новинари прво ќе се запознава, а потоа ќе подготвува промотивни репортажи за Охрид. Охридските земјоделци да ги менуваат навиките и рационално да ги користат водите за наводнување, советуваат екологистите од Грашница. Продолжен рокот за поднесување барања за приватизација на земјиште во државна сопственост. Охригени чекаат попусти за да купуваат, но не веруваат дека има реални попусти. Обама нема да бара кривично гонење на агентите од ЦИА кои измачувале. Со најавените содржини, но и со други информации, започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес умерено облачно време и максимална дневна температура од 7 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1018 хектопаскали, а дуваше и слаб североисточен ветар. Во петок нестабилно со врнежи од дожд ќе биде времето во Велика Британија, Франција, Бенелукс, Германија, Данска и Полска, а врнежи од снег ќе има во Скандинавија и североисточна Европа. Во останатите предели ќе биде претежно сончево со локална облачност. Најстудени европски главни града ќе бидат Осло, Киев и Москва со температура од 1 степен, а најтопли ќе бидат Лисабон и Атина со температура до 14 степени. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и студено. Во утринските часови се очекуваат ниски температури. Максималните дневни температури ќе се движат од 5 до 15 степен. Во Македонија во петок во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Утринските температури од -1 до 5 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 5, односно до 11 степени. Во Скопје во петок во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Утринската температура од 3 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 9 степен. Во Охрид во петок исто така во утринските часови можна е појава на слаба магла. Во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 8 степен. Во деновите од викендот во Охрид може да очекуваме повеќе сонце. Од понеделник следува ново наоблачување. Утринските температури од -1 до 4, а максималните дневни во интервалот од 7 до 9 степен. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби.
Доктор Лайн, гел за туширање, шампон, течен детергент, се по 45 денари. Пепси 1,5 литар, 37 денари. Бајадера плюс 100 грама какао подарок, 359 денари. Орео Чоко, 246 грама, 149 денари. Милкано и сет, 39 денари. Детски чоколаден календар, 59 денари. Чоколаден Дедо Мраз со играчка, 20 денари. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Прекрасната природа е главниот влог во алтернативните форми на туризам. За туристот таа е воздух, слобода, спокој. Отпадоците не се вклопуваат во таа слика. Да ја чуваме природата чиста. Лесно е. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Компир 12 денари, Кромит 15 денари, Крали Марко 1,5 литар 69 денари, Вочни капи сок 2 литри 59 денари. Стоп Шоп. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Делегација од кинески новинари од прва рака се запознава со убавините на Охрид. Новинарите по враќањето дома ќе известуваат за туристичката понуда на Охрид и можностите за инвестирање во градов и земјава. Според представниците од локалната самоуправа од Охрид, репортажите на кинеските новинари се одлична можност за промоција на градов. Промотивни репортажи за Охрид ќе подготвува групата новинари од Народна република Кина, која утрово пристигна во градов. Тие велат дека се воодушевени од убавината на езерото и богатото културно-историско наследство на Охрид. Сметаат дека она што ќе го представат во нивните медиуми кога ќе се вратат во Кина, ќе предизвика голем интерес кај граѓаните на оваа азиска земја. Според Рен Рај, уредник на најтиражниот весник од провинцијата Чунгчинг, оваа нивна посета ќе представува еден мост во идната соработка помеѓу двете земји. Целта на нашата посета е на кинеските читатели преку медиумите и на кинеската публика да ја кинеската јавност да ги презентираме соработката меѓу двете земји на соработката што постои меѓу двете земји, исто така условите за инвестирање во Македонија, како и особено да ја го презентираме Охрид како туристичка дестинација. Ќе наставуваме по оваа посета што повеќе да пишуваме за Охрид, затоа дојдовме лично да го посетиме градот. Ѓоко Апостолов од сектора за туризам и локален економски развој вели дека во наредниот период ќе има и други делегации од Кина, дел од инвестициски, дел од туристички карактер. Ние се надеваме дека со овие контакти кои што денеска ги остваривме се само еден почеток на она што следува во иднина и верувам дека ќе вродат со плод со самото доаѓање на ова делегација. Ние ќе им го презентираме градот во рамки на времето на нивниот престој и по тоа се надевам дека ќе имаме и дел од оние репортажи и во нивните телевизии, во нивните медиуми, електронски и пишани, па на така на поблизок начин ќе го промовираме Охрид во
во Република Кина. За председателката на Советот на општина Охрид Гордана Коњановска, која во име на градоначалникот Бакрачевски ја прими кинеската делегација, престојот на кинеските новинари е уште една можност да се представи туристичката понуда на градот. Е практично едно продолжение на активностите кои што претходеа во текот на нашата посета на Народна Република Кина, кога имавме можност ваквата цел да ја реализираме низ директни средби со официјални представници на градовите Далијан и Шенжен и секако да поканиме представници на нивните туристички бироа, на радиотелевизиската станица на Далијан во Охрид и се надевам дека сите овие активности во крајна линија ќе резултираат со значајно зголемен број на туристи од Народна Република Кина. Инаку 4-члената делегација на новинари и представник од одделот за меѓународна соработка доаѓаат од провинцијата Чунгчинг во југозападна Кина, провинција која има 30 милиони жители и со тоа е најнаселена општина во Народна Република Кина. Од еколошкото друштво Грашница ќе реализираат проект за рационално наводнување на земјоделските површини во сливот на Охридското езеро. Тие ги сондираат потребите и проблемите на земјоделците кои живеат по течението на Сатеска и Косалска река. Според нивните сознанија, потребни се коренити промени во навиките за рационално наводнување на земјоделските култури, но и изградба на такви системи. Охридските земјоделци да ги менуваат навиките и рационално да ги користат водите за наводнување, советуваат екологистите од Грашница. Тие спроведуваат проект за рационално наводнување на земјоделските површини во сливот на Охридското езеро. Климатските промени ќе влијаат врз земјоделието и водните ресурси во речниот слив на Охридското езеро, па охридските земјоделци мора да ги менуваат навиките за рационално наводнување на посевите, вели Ѓоко Зоровски, координатор на проектот. Проектот има за цел да се менува свеста на земјоделците кои живеат покрај Косалска река и Сатеска. Од досегашните средби сакаме да ги дознаеме проблемите, но гледаме дека ретко се користат прскалки или систем за наводнување капка по капка, појаснува Зоровски. Се соочуваме со застарени сваќања во однос на тоа како се искористува водата од реките претежно, че се користи нерационално, се губи и време и енергија. Исто така се соочуваме и со некои лоши земјоделски практики, например плакнење на земјоделските машини директно во реките со излевање на пестициди, што е навистина недозволиво, и со тоа се внесуваат тешки метали и други соединенија директно во почвите, односно влегуваат понатака и во синџирот на исхрана. Да, значи соочени сме и со прекумерна и рутинска употреба на вештачки ѓубрива, исто така и на пестициди. Европската регулатива во иднина ќе налага измени на начинот за примена на хемикалии и наводнувањето. За да се добиваат финансиски поддршки, земјоделците ќе мора да применуваат методи за заштеда на вода и правилни земјоделски практики, напоменува Зоровски. Во таа насока екологистите од Грашница организираат трибини со охридските земјоделци, од кои ќе се бараат коренити промени за проектот да даде конкретни резултати, додава Зоровски. Конкретното произлегува од земјоделците, значи нивните потреби и барања ги согледуваме сега и сите тие ќе ги сумираме, значи во поконкретни предлози до надлежните институции. Во однос на изградба на системи за наводнување, во однос на инсталирање на системи за рационална употреба на вода во земјоделието, бидејќи секој регион е специфичен во однос на тоа, во однос на културата каква е засадена, исто така во однос на протекот на река. Во таа насока ќе се организираат трибини и обуки за земјоделците, ќе се печати брошура, теренски ќе се посети фарма каде што се наводнува рационално и ќе се соработува со институциите. Проектот почна да се имплементира во септември, а ќе трае до мај 2015 година, за што се предвидени средства во висина од $18,000. Опфатени се 8 села во сливот на Сатеска и Косалска река. Еколошкото друштво Грашница има поддршка од Унгарска еколошка организација и од Агенцијата за развој и поддршка на земјоделието. Барање за приватизација на земјиште во државна сопственост, граѓаните ќе можат да поднесуваат и во недела. Управна постапка на Управата за имотно-правни работи при Министерството за финансии ќе работат секој ден, вклучително и недела, со работно време од 8 часот наутро
со време од 8 часот и 30 минути наутро до 19 часот. Според ресорното министерство, подрачните одделенија на управата ќе работат и во недела поради големиот интерес за поднесување барања за приватизација. Крајниот рок за поднесување на барањата за приватизација на земјиште во државна сопственост е 15 декември, понеделник. Физичките и правни лица кои до овој рок нема да поднесат барања ќе бидат обврзани да плаќаат закупнина за земјиштето на кое до наведениот рок биле евидентирани како корисници, односно го користеле земјиштето по основ на објект изграден врз него. Се ситни декември, оној месец во годината кога луѓето најмногу купуваат во пресрет на новогодишните празници. Во излозите на бутиците и продавниците ретки се налепниците за намалување на цените. Мал е бројот на трговци во градов кои нудат празнични попусти, но има и исклучоци кои знаат да ја искористат празничната потрошувачка еуфорија и со разни акции да ги привлечат граѓаните. Празничната потрошувачка еуфорија тешко ги зафаќа и продавачите и купувачите. Најголем дел од излозите на бутиците и продавниците се или скромно, или воопшто не се украсени во новогодишен дух. Многу е мал бројот на трговци кои со налепници на излозите маркирале новогодишни попусти од 20, 30, 50%. Дел од граѓаните сметат дека цените се превисоки и дека газдите на дуќаните не го користат периодот на празнична потрошувачка треска со намаленија да ги привлечат потрошувачите. Да, ги чекаме, само ќе видиме колку е во стварност попуштено. Во некои продавници да, ама не во сите. Да. Па може би. Не сум сигурна, не. Па може да се каже, да. Мислите ли дека попустите што се прават се реални? Дали има попусти? Па зависи каде, во некои продавници да, во некои не. Да. Гледам од една страна на качвет, каже 40-50 попуст, од друга страна пак истото е. Да. Сметате дека нема попусти? Тие попусти се фалш кој што ги има и кај тезгиве. Едно прашање може? No thank you. Може едно прашање? Ретко, како кога. Мислите ли дека има реални попусти во Охрид? Немат. Не сум од тука. Ако де? Не сум приметила, затоа што не ги гледам. Не внимавам, затоа не купувам на попуст. Охридските трговци велат дека имаат поголема посетеност за време на празниците кога имаат акции со намалени цени. Секогаш има такви кои се обидуваат со маркетиншки трихови за новогодишен, празничен, сезонски или било каков друг попуст или распродажба да ги намамат купувачите, но има и честни исклучоци. Во нашиот бутик попустите се реални. Имаме попусти секогаш на крајот од сезоната. Попустите се од 20 до 60%, меѓутоа во текот на годината имаме и парцијални попусти, на некои производи имаме континуирано прифатливи цени, намалени цени да можат сите купувачи да купаат и да бидат задоволни. Од брендот Нептун велат дека празничните попусти кај нив се веќе започнати, а со нив опфатен е целиот асортиман. Додават дека ги запазуваат сите правила кои важат при попусти, робата да биде јасно издвоена, означена дека е на попуст со соодветно обележана цена. Сите артикли што се на попуст се обележани, означени кој артикол е на попуст, дали со пречкратана цена или со изложено поголем куп апарати или во главном се добро изложени и добро означени. Од Организацијата за заштита на потрошувачите редовно пред новогодишните празнувања, кога и најмногу се купува, ги предупредуваат потрошувачите да внимаваат на лажните попусти. Ако некој потрошувач смета дека бил излажен во смисла на одобрениот попуст, тогаш за тоа може да се пожали или во Државниот пазарен инспекторат или пак кај локалната организација на потрошувачи. Прекин во водоснабдувањето ќе има утре на источниот дел од Охридското крајбрежје, информираат од јавното претпријатие Проаква. Оттаму велат дека во времето од 8 до 13 часот без вода ќе останат објектите во населбата Свети Стефан, како и оние на потегот од хотелот Орце Николов до хотелот Гранит. Причината за прекинот во снабдувањето со вода е интервенција на водоводната линија. Едно лице се здоби со тешки телесни повреди, односно со повеќе убодни рани во пределот на стомакот, левата рака и лицето, во тепачка случајна во домот на 30 годишен охријанец на улицата Радојца Новичиќ.
Настанот се случил околу 1 часот и 30 минути, кога сега повредениот, заедно со неговата сопруга, пристигнале во домот на нивниот пријател. Собственикот на куќата на сопругата на сега повредениот и дал бела хартија во која имало бела прашкаста материја, на што реагирал сопругот, кој го оттурнал собственикот на куќата, пошто настанала вербална меѓусебна расправија. Во обидот да си заминат од куќата, при слегување по скалите, собственикот на куќата со мачета со должина од 40 сантиметри замавнал неколку пати кон сопругот и му ги нанел повредите по стомакот, левата рака и левиот образ. СВР Охрид го приведе лицето, пошто во текот на денот против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Во продолжение изборот на вестите кои ги пренесоа светските новински агенции. И покрај тоа што сенаторите објавија докази за бруталните техники на испрашување кои ги користела ЦИА, владата на Обама нема да тужи било кого од администрацијата на поранешниот председател Буш. Американскиот председател Барак Обама се согласува со заклучокот на Министерството за правда, според кој не треба да се покренува постапка против агентите на Централната разузнавачка агенција кои биле вмешани во спорни техники за сослушување на затворениците. Министерството веќе спровело истрага по која било заклучено дека агентите не направиле кривично дело. Руската државна компанија Росатом соопшти дека ќе достави 12 нуклеарни реактори на Индија во период од 20 години, согласно спогодбата која денеска беше потпишана во Њу Делхи, а која има цел да ја зајакне соработката во сферата на нуклеарната енергетика меѓу двете земји. Путин денеска е во посета на Њу Делхи, каде со индиските лидери ќе разговара за зајакнување на трговската и енергетската соработка со третата по големина економија во Азија, во момент на западните санкции кои се закануваат да ја доведат руската економија во рецесија. Полицијата во Хонг Конг почнала да го расчистува кампот на продемократските демонстранти. 75 дена тие протестираа за слободни и фер избори во 2017 година во овој полуавтономен регион кој е во составот на Кина. Полицијата им одобрила краток рок на демонстрантите за да си заминат доброволно. Демонстрантите биле предупредени дека по рокот полицијата ќе евакуира или ќе го апси секој кој ќе одбие да си замине. Неколку стотини демонстранти одбивале да си заминат и покрај заканите од полицијата за апсење. Околу 269.000 тони пластичен отпад пловат на површината на океаните во светот, покажува истражувањето на меѓународните експерти објавено денеска. Експерти од 5 земји собирале податоци од 24 експедиции, кои биле извршени во период од 6 години, од 2007 до 2013 година во целиот свет. Според нив, пластичниот отпад во океаните го има во многу поголема количина отколку што тоа досега се сметаше. Отпадоците честопати се собираат во 5 субтропски вртлози, во северниот и јужниот дел на Тихиот океан, во северниот и јужниот дел на Атлантскиот океан и во Индискиот океан. Тие зони действуваат како големи блендери кои буквално ги мелат големите парчиња пластика и потоа ги сфрлаат како микрочестички насекаде во океаните. Пластичниот отпад е закана за морските птици, морските цицачи и другите живи суштества во морињата. Водата на Земјата не е донесена од комети, туку најверојатно од астероиди што се удриле во нашата планета пред повеќе милиарди години, објавија европски истражувачи. Објавениот извештај ги содржи податоците од роботската сонда на Европската вселенска агенција Филе, која се спушти на кометата Чуриумов-Герасименко. Молекулите на вода на кометата значително се разликувале од молекулите на Земјата, поради што научниците сметаат дека водата на кометата најверојатно представува оригинална материја од почетокот на формирањето на сончевиот систем. Најновото откритие ги побива научните тврдења дека кометите во судар со Земјата донеле елементи од кои се развил животот на нашата планета. Ова е се што подготви информативната редакција. Останете со ТВМ, следува Под лупа. Пријатно!